Државјаните од земјата каде што доаѓам патувале со автобус и поминувале транзит низ Македонија. Сообраќајни инспектори на Министерството за транспорт и врски им побарале транзитна дозвола. Возачот немал таква дозвола, бидејќи истата воопшто и не постои. Сепак тие одбивале да го пуштат да помине, се додека не остави нешто. Откако платил мито, спокојно ја поминал границата. Ова не е изолиран случај, туку пракса е на возачите да им се бараат помеѓу 25 и 50 евра, за да можат да ја поминат границата, без да бидат непотребно задржувани. Ова е содржината од пријавата на еден странски амбасадор од земја на Европската Унија, која стасала во канцелариите на Transparentnost International. Но ова не е една пријава и ова не е изолиран случај. Ако се разгледаат куповите пријави во транспарентност од странци на кои им било побарано мито, се добива прецизна слика за тоа како оперативно изгледа барањето мито на граница. Ми посочија дека е паметно да оставам 5 евра во зелениот картон ако сакам без проблеми да ја поминам границата. Откако одбив, ми рекоа дека може да имаме проблеми. Не успеав да ја забележам нивната идентификација, бидејќи беше на кирилица. Дури и да нема истрага за мојот случај, ве молам, препратете го ова кај надлежните органи. Со моето семејство со 2 мали деца бевме запрени поради пребрзо возење. Јас возев 50 км на час, а додека тие седеа со мене, локални возила со огромна брзина поминуваа и никој не ги сопираше. Му пати ако не е блиската банка да ја платам казната, тоа или 20 евра мито. Со 2 бебиња во колата не можев да се расправам и прифатив да му платам 20 евра. Би бил среќен да платам повеќе за патарина, отколку за подкуп. Овие и уште куп други пријави секојдневно стигаат во транспарентност. Чаре ретко има, затоа што странците не успеваат да испратат податоци за службениците кои им побарале мито. Но овој човек се обидел да ја истера битката до крај. По 4 години Маријан се вратил од Канада каде што живее и работи како забар. Првата средба по слегувањето од аеродром ни малку не била пријатна. Му го царинеле личниот прибор за белење заби, паста и му побарале мито. Ми рекоа, господине, треба да платите данок. Ја викам, има ли нека друга опција? И он се сврта на страна и вели, треба дечко да оставиш нешто. Тоа треба да оставиш нешто, ја не го разбирам, знаеш, дали треба да оставам на царината, дали треба да оставам дел од овие 3 што ги носам, да оставам едно, да го фрлам, дали е дозволено едно, не ми објасни. Не ми објасни по кој закон он ме царини, закон 54, 312, кој член, ми рече, еве дечко, пред сметката плати си царина, као културен граѓанин, отидов си ја платив царината, меѓутоа се уште во глава ми стои тоа, не знам што мислеше, дечко, треба да оставиш нешто. Бев изненаден од тоа, дечко, треба да оставиш нешто. Дали да оставам на државата, дали да му оставам него, дали да оставам нешто од моје производи. Маријан решил правдата да ја тера до крај, па се јавил на бројот за пријавување корупција 197. И најверојатно сега разговара со луѓе од царина, најверојатно тоа е во нека нивна постапка и баш ме интересира. Оставив мој телефон, оставив мој имейл да ме контактираат, бидејќи тие 35 долари мене ништо не ми значат. Меѓутоа ми значат доколку тие се според некој член влегле во буџетот на Македонија или не знам. Бил повикан и на разговор, пополнил пријава, но се уште нема ништо од тоа, иако поминале неколку месеци. Пријави корупција, на овие телефонски броеви граѓаните можат да ги пријавуваат оние кои им побарале мито или други случаи на корупција. Кога се промовираа кол-центрите во 2007 година, лично премиерот повика на борба против корупцијата и кажа дека нема мала и голема корупција и дека сите треба да бидат казнети. Многу е тешко за било која власт силно да удри против корупцијата доколку нема соработка од двете страни. Корупцијата не се дели на мала и голема, на значителна и незначителна. Секоја коруптивна сделка заслужува најостра осуда и е казнива со закон. Не смееме да дозволиме корумпираните луѓе во Македонија да бидат синоним за снаодливост, добар бизнис или успешност и со нивните сделки да ги минираат нашите идеи за подобар живот и развој на економијата и на државата. Луѓето во Македонија заслужуваат повеќе. А како е во реалност? За сега нема јавно објавени резултати од кол-центрите. Не се знае кој што пријавил и како тие случаи завршиле. Истражувањето кое го направи Центарот за истражувачко новинарство Скуп Македонија покажа дека слаб е интересот за ваквите пријавувања, а од друга страна се почести се линиите кои ги водат невладините организации. Експертите ова го објаснуваат со толкување дека граѓаните немаат доверба во институциите, па затоа и не пријавуваат корупција, што не значи дека таа не постои.